Значи, денеска сме тука на булеварот Борис Трајковски, поранешна Првомајска, заедно со кандидатот за градоначелник на општина Кисела Вода, господината Билјана Беличанец, заедно со носителот на советничката листа на општина Кисела Вода, господинот Трајче, заедно со кандидатот за советник во советот на градот Скопје, господината Ирена Мишева, и постоен председател на советот на градот Скопје. Тука сме дојдени денеска да го промовираме проектот кој што е во нашата изборна програма, тоест во изборната програма на кандидатот за градоначелник на градот Скопје, а воедно и во изборната програма на кандидатот за градоначелник на општина Кисела Вода, бидејќи ова е една од клучните, мислам дека е најклучна артерија сообраќајна во општина Кисела Вода. Тргајќи од тоа, градот Скопје во изминатиот период во добар дел, значи го реконструираше и го прошири овој булевар, имено од рампата Кисела Вода до Народни херои во должина од 1380 метри беше проширен и реконструиран овој булевар. Тоа е првата фаза или првиот дел. Вториот дел од булеварот Србија па се до овде до влезот на Стаклара или на почетокот на Охис во должина од 1280 метри. И со тоа, граѓаните на општина Кисела Вода добиваат еден нов, модерен, брз, ефикасен и сигурен булевар. Овој булевар во текот на оваа година ќе биде завршен целосно она што беше предвидено со проектот, тоест до почетокот на Охис. Додека, значи, ние нема да запреме тука, ќе продолжиме и понатаму. Овој булевар да го правиме према населеното место Драчево, значи према Маркова река, со тоа што во нашата изборна програма на градот Скопје предвидени се 120 милиони денари за изградба на овој булевар, значи без финансиски средства кои што треба да бидат предвидени за расчистување на имотно-правните односи. Морам да потенцирам дека голем фактор за брзата реализација, побрзата или поспората реализација на овој булевар се токму имотно-правните односи, бидејќи ако тргнеме од искуството што го имавме досега на претходниот дел кој што го реконструиравме и проширивме, значи навистина ќе имаме проблеми, бидејќи на овој постоен дел кој што го проширувавме, имавме околу 440 имотно-правни односи кои што ги решававме заедно со општина Кисела Вода, заедно со Министерството за финансии, подрачна единица за имотно-правни, заедно со Министерството за транспорт и врски. Јас се надевам дека тука ќе помогнат сите институции кои што значи се надлежни за ова работа, тоа е Министерството за транспорт и врски, Владата Република Македонија. Исто така очекуваме и помоши од парламентот. Тука би сакал да ги поздравам пратениците во парламентот на Република Македонија кои што живеат овде во општина Кисела Вода и кои што во досегашното нејзино реализирање на овој булевар навистина со нивните иницијативи дадоа голем допринос исто така за реализацијата на овој проект. Јас се надевам дека овој проект ќе го реализираме во наредниот период, фазно, во зависност, ви реков, од имотно-правните односи и во зависност од финансиските средства. Исто така би сакал да потенцирам дека е многу важна и поддршката од советите на градот Скопје и на општина Кисела Вода. Значи тука е со мене господината Ирена Мишева, која и досега даваше огромна поддршка на проектите кои се на градот Скопје, без чија поддршка ние сметам дека не би можеле да ги реализираме сите овие проекти. Исто така тука и носителот на советничка листа и се надевам иден председател на советот на општина Кисела Вода, кој што исто така ќе треба да даде поддршка за реализација на овој проект. Значи корист од овој проект имаат околу 15.000 жители, може и повеќе, кои што живеат и гравитираат на овој дел. Тоа е од населба Драчево, од општина Студеничани, општина Зелениково, како и граѓаните кои што одат према Македонски Брод или од Македонски Брод према градот Скопје. И она што е специфично и што треба да се потенцира, овој булевар треба да биде и во функција на локалниот економски развој, тоест на индустријската зона Пинтија, која што е една од најголемите индустријски зони во градот Скопје. Ние сме имале многу контакти со нив, имаме и координативно тело за сите индустријски зони во градот Скопје, во кој што е индустријската зона Пинтија. Сме имале контакти со бизнисмените, тоа е собствениците на
на овие фирми кои што тука се лоцирани и тие изразија голем интерес да помогнат во реализацијата на овој проект, така да сметам дека ако сите заедно се заложиме за реализација на овој проект ќе може да се реализира.